Многу улици и тротоари во Тетово се полни со дупки, па граѓаните редовно се мачат движејќи се со возилата кои често знаат и да се оштетат поради тоа. Најтешко е при дождливо време, кога се полни со вода, па речиси неизбежно е удирањето на возилата и кршењето на некои делови. Ова е улицата Љубо Божиновски пиш, една од оние кои се во полоша состојба, а интересно е сведоштвото на овдешните жители дека вака е со децении. Односно, од кога е изградена улицата, никогаш не било интервенирано, барем да се пополнат, а камоли да се смени целиот асфалт. Дупките остануваат, иако локалната власт многу пати се сменила, порачуваат жителите на Тетово. Улицава наша е, значи, од 50 години сум тука, од кој сум дојден, тука више не е попреена. Нашиот град е катастрофален. На сите улици, не само на ова, ама ова е изгледа претоварена и све уништена. Целото е ископано. Асфалти не постоја, мислим се дупка до дупка е. Градоначалникот Билјал Касами по преземањето на власта во ноември спроведе итни мерки на неколку улици, па најави дека оваа пролет интензивно ќе продолжи реконструирањето на оштетените улици, кои ги наследи по двата мандати од претходната градоначалничка. Сме во фаза на да се избере компанија која ќе ги реализира и пополнување на дупките и реновирање, односно репарирање на асфалтот, така да значи ние работиме, не сме застанеле во овој момент кога разговараме, сме веќе во фаза на реновирање на една таква репарирање таква улица. Значи во текот на годината ќе продолжуваат по интензитет кога ќе го собереме, ќе избереме компанијата која ќе ги продолжи работите. Неделава започна и најавеното пробивање на булеварот Благоја Тоска, што претходната власт го започна минатата година. Ова е една од главните идеи како да се подобри сообраќајниот проток во градот. Динамиката која е предвидена е во пократок можен рок, значи до есента овие работи да бидат завршени и конечно овој булевар да биде отворен за сите граѓани на Тетово. Поради големи оштетувања, целосна реконструкција се прави и на важна сообраќајница, улицата Страшо Пенџур, која од плоштадот води во правец кон регионалниот пат од Тетово кон Јажинце.